Јас сум обична девојка како и сите други. Сум се соочила и се уште се соочувам со многу проблеми, само поради фактот дека не гледам. Моето образование како редовното, така и музичкото беше многу отежнато, бидејќи немав никаква литература на Брајово писмо. Поради тоа, јас на часови морав многу да внимавам и да памтам што е можно повеќе, за кога ќе се вратам дома, да пишувам се што се работело на Брајово писмо. Вака го опишува своето секојдневие Ема Ананиевска. 24 годишната Ема е дипломиран пианист на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Музиката е нејзината најголема љубов, па талентот кај неа бил препознаен од најрана возраст, кој до ден денешен број награди е освоени широм светот. Оштетениот вид не ја спречи нејзе и нејзиното семејство да го скршат мразот и гласно да делуваат за еднакви права. Ема, добри ни дојде во ексклузив. Ми е многу драго што на свој уникатен и топол пречек ни кажа добре дојде во твојот дом. Навистина не само што изгледа убаво, туку е навистина прекрасна енергијата кај тебе дома. Благодарам и на вас на поканата и баш ми е драго што се чувствувате пријатно. Како си? Супер. Пролетно. Пролетно. Твоето милено годишно време? Да. Така? Да. Која е Ема во 3 збора? Ми е тешко обичаено да се опишувам себе си, пошто сум во принцип многу самокритична на некој начин да кажам, али еве можам да кажам дека свирам пијано веќе 15 години, сум дипломирана од пред 1 месец. Принцип сум многу тврдоглава личност. Ќе речем едноставна и прекрасна. Благодарам. Денеска и со причина ексклузив е кај тебе дома, а тоа е да се празнува твојот талент, твојата голема љубов кон пијаното, па најпрво би сакала да знам како се роди таа љубов кон пијаното. Па јас запишав во нижото музичко кога бев второ оделение. Меѓутоа имавме дома синтесајзер на кој што мене ми беше многу интересно да си свирам од време на време. И така се запишав во музичко со да видиме како ќе оди, како експеримент на некој начин, да видиме дали воопшто јас го сакам тоа и дали воопшто поседувам некаков талент. Сега веќе од оваа перспектива мислам дека го одбрав тој инструмент затоа што тоа беше единствениот инструмент што знаев како изгледа покрај гитарата, меѓутоа од гитарата имав отпор затоа што кога пробав еднашка да свирам ми се направи на прстите со рани. Тоа си бара жртва. И реков јас сепак на клавир ќе одам. Секоја чест, значи ова година си дипломиран пианист. Тоа е голема нели мотивација и инспирација за многумина. Кој го препозна твојот талент, дали домашните или некој од професорите? Па како што кажав, нели пред се домашните осетиле дека нешто поседувам, меѓутоа морам да споменам пред се мојата професорка по пијано што ми беше 10 години, значи 6 години во нижо и потоа уште 4 години во средно, Маја Поповиќ, која што навистина се вложи себе си и препозна дека јас можам да успеам покрај тоа што дете имаше и некои скептици дека јас нема да можам да постигнам поради тоа што не гледам, меѓутоа без нејзина помош и поддршка немаше да постигнам и да станам тоа што сум дефинитивно. Кој е твојот идол? На кого се огледуваш во однос на пијаното? Можеби Березовски сега што е доста популарен и мислам дека има добра техника и слично. Многумина знаат да нели стават етикети. Меѓутоа ние во ова интервју ќе кажеме дека ти си една од сите нас и
Она што вела дека се разликуваме по нешто, ние сме сосема еднакви, и она што е кај тебе, знаат многу мина да кажат недостаток, кај нас тоа велиме дека е предност. Како ти размислуваш на ова поле? Па јас мислам дека веќе и во едно интервју го имам таа кажано дека сите сме различни, секој е своја индивидуа, секој си е свој човек и секој може да му се најде некоја етикета. А во однос на мојата професија, јас не сакам да бидам третирана ниту како некој што помалку вреди од другите, ниту како некој што повеќе вреди само затоа што имам некаква попреченост. Напротив, сакам да бидам и мислам дека и сум на исто ниво со моите колеги и дека единственото нешто по кое што сакам да ме препознаваат е квалитетот или неквалитетот, сеедно. Има да го закружиме нашиот разговор со едно суштинско прашање. Што те прави среќна? Многу работи ме прават среќна, меѓутоа мислам дека најмногу се семејството и пријателите. Која е пораката која што ти би сакала да ја пратиш до сите гледачи на 1 ТВ? Јас би им препорачала на сите гледачи да бидат тоа што се и да не се преправаат без разлика дали на некој начин општеството или не знам кажува дека треба да се однесуваме вака или онака или да бидеме не знам што, нели да припаѓаме на мнозинството, секој нека си биде тоа што е и така ќе биде најдобро прифатен од околината.